Првиот генерален протест на пензионерите во Македонија беше и помина. За некои масовен, за други со мал одзив. За трети политички мотивиран, иако немаше ниту партиски знамиња, ниту актуелни и поранешни политичари. Самиот факт дека е прв во плуралистичка Македонија зборува дека преку него се слушнал гласот на пензионерите, особено оние кои се доведени на работна екзистенција да преживуваат со 12 до 15.000 денари месечно. Само лепи сол да јадат пак ќе се малку затоа што тука се давачките за лекови и режиските трошоци. Пола пензија веќе чини 1 кубик огревно дрво, а за грејната сезона требаат 6 кубици. Ако зад загрозените пензионери застана и поранешниот претседател на Сојузот на Сдруженијето на пензионери на Македонија, Драги Аргировски, тоа би требало да кажува многу. Според него фактите говорат дека во државата има 170.000 пензионери кои добиваат од 12 до 15.000 денари месечна пензија, а од 15 до 22.000 денари добиваат 70.000 пензионери. Вкупно првите и вторите над 240.000 пензионери. Сите тие се под или на работна екзистенцијата. Надлежните треба да сватат дека ако сакаме во Европската Унија, мора да се подобрат животните услови, бидејќи не може со сиромашни граѓани во Европска Унија. Сите гледаат дека пензионерите се револтирани од односот на владините представници. Пензиите ќе се зголемат за 6%, а функционерите платите веќе ги зголемија за 78%. За нив буџетот е неограничен, а за пензионерите ограничен. Инаку, доколку пензионерите не добијат зголемување, Сојузот не ги застапува нивните интереси. Пензионерите масовно ќе укинат членарината од 30 денари и средства за солидарен погреб од 150 денари месечно, кои наместо во Сојузот ќе се плаќаат во фондот за пензиско и инвалидско осигурување.